Благодарам председателя, почитуван заменик министер, почитувани колеги пратеници. Поради она што се случуваше во општина Велес и околината на општина Велес претходното лето, а гледаме дека и ова лето кое што помина ништо практично не се смени во однос на заживувањето на оној дел кој што беше опожарен претходно. Во Велес се случија два големи пожари, едниот беше на езерото Младост, каде што изгореа 21 хектар шума, другиот беше во Велешкото село Фојница, каде што изгореа 50 хектари шума. Практично јас и колегата Ненад Коцик заедно бевме на вториот пожар, мислам дека и на првиот пожар бевме заедно, инаку сум доброволец веќе 17 години во однос на гасењето пожари и како екологисти двајцата сметам дека овој амандман треба да се прифати. Општина Велес издвои некои средства кои што беа символични, кои што не достасаа практично за она што беа наменети. Беше најавувано дека ќе она традиционална питијада која што се одржува во општина Велес ќе се одржи, па средствата кои што ќе се соберат ќе бидат пренаменети за пошумување на околината на Велес. Меѓутоа ништо од тоа, односно дел се реализираше во близина на езерото Младост, меѓутоа оној дел во близината на село Војница остана непошумен, а со оглед на се поголемите промени на животната средина, со оглед на глобалното затоплување, сметам дека ова е крајно неопходно, посебно за нашата општина. И како што напоменавте, 18 милиони денари дека има предвидено во програмата на национални шуми за пошумување, сметам дека тие средства се премногу малку за да можат да се опфатат сите општини каде што има потреба, затоа бараме дополнителна интервенција од 10 милиони денари кои што ќе бидат наменски насочени кон ова што ние го предлагаме, пошумување на општина Велес. Благодарам.